го повикувам стариот Господ и младиот Господ. Господи Исусе Христе, Пресвета Тројца, Пресвета Богородица, помилуј ме и дај ми да го поднесам заморот на дента. Испрати ми ги сите ангели и архангели да ме чуваат и мојот заштитник. Слава ти Боже наш, слава ти Царе небески утешителе, кој се насекаде и се исполнуваш, ризница на добрините, живота даваче, дојди всели се во нас. Очисти ги нашите нечистоти, црни магии, црни ангели, негативна енергија, завати од негатив во позитив, од несреќа во среќа. Отргни ги сите злобни луѓе, ѓаволи, демони, сатани. Растурија чакрата, кармата и блокадата, врати ни го здравието, среќата, љубовта, радоста, мир во душата, мир во куќата, мир во црквите, низ целиот свет, мир во свети спас. Свети Боже, свети силни, свети бесмртни, помилуј не 3 пати, затоа се именува Триеството. Пресвета Тројца, помилуј не Господи, очисти ни ги гревовите, Владико, прости ни ги беззаконијата, свети посети ни, исцели ги нашите слабости заради Твоето име. Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како е на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им проштаваме и ние на нашите должници. И не води во искушение, но избави на од лукавиот. Зашто Твое царството, силата и славата во име на Отца, Сина и Светиот Дух. Амин. Пресвета Тројца, Пресвета Богородица, отвори ги вратите на милосрдието, каде и да појдам све со успех да добијам, сите да бидат слепи, неми, онесвестени, уста да имат, збор да немат, мојот збор да важи, другите да бидат никакви. Господи Исусе Христе, Ти со Твојата пречиста уста се рекол дека не можеме да правиме ништо. Со вера го примам она што си го рекол и Ти се молам, заврши го моето започнато дело со успех, среќа, радост и многу здравје. Господи Исусе Христе, потребен си ни. Фала што си умрел на крстот за нашите греови. Отварам врата во својот живот и примам Те како свој спасител и Господ. Завладај во мојот живот и направи ме особа каква Ти што ме пожелуваш. Земи ме, о Господе, да Ти служам денеска во Твојата служба. Сите мои планови ги предавам пред Твојата душа. Дај ми чисто срце, обнови го духот во моето тело, биди мој и со мене, Ти пред мене и јас по Тебе. Господе, како Ти што го сакаш Твојот Син Исус Христос и народот како што Те сакате, цедин Те поштува, така и мене да ме сакат народот и да ме ценат и да ме поштуват. Амин. Манастирот Свети Спас, душата на народот. Добре дојдовте во местото каде тишината зборува, каде камењата носат приказни, а каде срцата на верниците се отвараат со молитва. Овој манастир Свети Спас не е само зграда, тој е сведоштво за верата, надежта, љубовта, кои не згаснуваат. Во времето кога многу мина го губа духовниот пат, ние го чуваме овој свет простор како светелник што води. Тука не се бара богатство, туку срце. Не се мери вредноста во злато, туку во човечност, добрина и молитва. Иако некои не препознаваат или не го оспоруваат местото, знаеме дека ова е дом на вистинската вера. Не сме тука за слава, туку за служба. Манастирот е жив, бидејќи живее во молитвите на секој што чекорел овде со искрена душа. Да го чуваме, да го поддржаваме и да го отвориме за сите кои бараат мир, овој дом е ваш. Денес не зборувам од свое име, туку како слуга на Божјата вистина. Овој манастир е храм не на интересите, туку на светоста. Тука секој камен е сведок на молитвата, секој зид е заштита на душата. Не ни требаат титули, ниту признанија од луѓето, што ја заборавиле својата совест.
не води Господ, а не политика. Моќта не е во рацете на оние што крадат од народот, туку во срцето што љубат и веруват. Верници, не плашете се. Божјата светлина не се гаси. И кога ќе ни блокираат, ние ќе гориме уште посилно. Овој манастир ќе живее преку секој што се моли искрено. Нема да дозволиме да биде заборавен, затоа што Бог гледа и Бог враќа. Јас стојам овде со силата што не е моја, туку Божја сила. И додека имам глас, ќе сведочам не за моја слава, туку за вистината што ослободува. Овој пат не беше лесен, но со секој чекор беше воден од вера. Манастирот не е само камени зидови, тоа е светлина што го грее срцето на верникот. Нека нашата љубов кон Бога и меѓусебна поддршка ја обнова духовната сила во сите нас, да бидеме храбри, смирени и посветени, затоа што кога Бога е со нас, никој не може против нас. Не за моја слава, туку за вистината што ослободува. Зашто каде што е љубовта, таму е Бог. Каде што е вистината, таму е силата. И таму каде што има молитва, таму има и надеж. Нека Господ ја отвори вистината пред очите на сите. А ние ќе продолжиме да љубиме, да се молиме и да го чуваме ова свето место. Не со зборови, туку со дела, молитви во име на нашиот духовен татко и нашиот Господ Исус Христос. Преку силата што ми ја дадена и моќта од Бога, тука сум да му помогнам на секој без разлика која вера е, дали е муслиманска или христијанска, на секој што искрено сака да дознае повеќе за себе, во својот живот и вистина. За сите што имаат интерес, може да се обратат на овој телефонски број 075 775 323. Амин. Овој крст од Исус Христос го донесе Ристе Нанев од фамилијата за подарок на Свети Спас. Крстот е правен од татко му Pero Нанев и осветлен од Гоце, прошлата година што беше кум на Свети Спас. Го изградивме заеднички, направивме базен за да крставам вода, ама уште не ни е до крај завршен, ама планираме да го завршиме. Му благодарам на Ристе Нанев што ми го донесе поклон, мојот светец Свети Спас, за сите луѓе да ги спаси и неговата фамилија да спаси. Подарок од Ристе Наневски со фамилијата. Донесен на 24-та година, ланската година. Му благодарам многу и многу сум му захвална и на сите што захтеваат да донесат таков спонзор на овој манастир Свети Спас. На сите Господ нека дава спасение, здравје, среќа, љубов, радост, све што му душа пожелува. Сите желби да му се исполнат. Благодарам на секој кој што ќе се пријави и за другата година кумови да бидат. Понекогаш кумовите ми откажуваат и јас застапувам. И тоа не е проблем. Проблемот е што многу малку луѓе има да ми помогнат. Се борам сама во животот, сама работам, средувам. Многу се ретки тие луѓе што ми помагаат. Ви благодарам многу за нашиот Исус Христос што е тука и за крстот што го направивме. Мислам дека е ова прекрасно. Ви благодарам на сите кои што сакате спонзор да давате и мала помош за Свети Спас е тоа многу големо означение. Почитувани гледачи,
Многу се радувам после 10 години, после една деценија, се враќам назад во едно духовно место. Во еден манастир, сместен овдека на падините на Елеонската гора, Мал Љубаш, Кавадарци. Тоа е манастирот Свети Спас. Знаете што, овдека царува, како што и ја слушате молитвата на Марија Виезел, ктитор на овој манастир, дека овде царува тишината и Божјата милост за сите верници кои што доаѓаат тука, да им понуди здравје, да им понуди убава мисла, да ја примат во себе и често да доаѓаат во овој манастир. Има голема духовна сила и верувам дека многу имена од вас ќе најдат свое место и желба да дојдат да запалат светло и во мир и тишина да бидат овдека на ова свето место. Но јас да не должам многу, Марија е до мене, многу вложи во овој манастир. Да ви кажам дека имаше доста емисии, направивме. Почетокот не беше ваков, беше сосем едно пусто место, но свето место. А сега сосем изгледа поинаку. Но затоа најпрво ќе се вратиме 20 години назад, да подсетиме и тие што до сега не ги гледале тие емисии. Зошто е Марија Виезел го одбра ова место? Зошто е тука? И многу нешто ќе чуете во овој Божји разговор. Марија, добар ден, како сте? Добар ден, добро ми дојдовте. Да, расположени ли сте овдека, што секој ден сте тука скоро? Расположена сум, да. Така. Дај да ве вратам назад во оние млади години. Малку кратко резиме да направиме, да и подсетиме гледачите како почнавте. Зошто со Бога се споивте? Мала бевте на еден начин. На кратко ќе кажам. Од 5 години до 45 години добив големо искушение, многу разни болести. Медицината у Германија ми откажа, дадов зарек, тука си го најдов лекот. И искушенијата беа до 45 години. Последната болест беше ракот, а од 5 години сум фатена со Божја моќ, со Божја сила и морав да ги претерам сите болести како искушение, за да му влезам во духот на човекот, за да му помогнам кој што има желба и мака. Сега рековте, на некој му е непојмиво, гледачите, нели, ова е друго време, Да. 21 век, 22 век е. Но ви дојдо и на сон на еден начин, нели, и ви дадоа мисија. И потоа продолживте. Тогаш не се верувало, нели, на еден начин, да. Пред тоа беше комунист, не верувам многу во Бога. На прво место мојата фамилија не ме прифати како Божјо чедо. Ама јас се одредив на мојот систем, на мојот Божји дом, дадов зарек, го одржав зарекот, го направив манастирот, ама болеста исчезна на место. Зошто токму овде? Токму овде оти беше одредено од Бога. Од Бога. Го баравме ова место со маж ми во Грција, Елеонска гора, ама тие ми велеа светците дека Елеонска гора е во твоето место. И ме донесе една женичка на сон, дека мојот лек тука бил, имаше 3 мраморија, коњата што пие дождовите капки. Јас од дождовите капки си измив и лекот си го најдов и зарекот си го дадов. И у тој вид го видов Стариот Господ, кој му упомена да го порачам зарекот, ама јас си застанав на зарекот до ден денеска. И како почна, Марија? И почнав. Пари се нема, ова треба да се инвестира. Пари се нема, јас заминав, се вратив пак за Германија, спечалив 5 години, печалев пари, го почнав манастирот, го осветивме манастирот со Дедо Михаел и 5 други свештеници, иако луѓето вела дека не е осветен овој манастир, иако вела дека снимавме, да. Иако вела дека овој манастир е приватен, манастирот не е приватен, ја за моје здравје постанав слуга на Бога до мојот последен здив и манастирот нема никогаш да биде приватен. Свештениците нека не се бунат. Манастирот е запишан од Дедо Михаел на Република Македонија и да не наоѓат извор на мојот джеб да му плаќам струја и вода. И затоа и струја исклучив и вода си ставив панели. Јас имам лично моја струја, не ми требат од ни струја. Сега, да. Како на еден начин дојдовте до овој облик, до овој степен? Многу требаше да се вложи. Спонзори? Малку по малку.
како викаат старите, миц по миц. Така е. Ова година малку, другата година малку. Јас што заработував, момчето не ми ги земеше парите, јас моите пари ги ставав све на место, све да ги тука. вложите тука. Ги вложував тука, тука дадов многу голема инвестиција, нема број на таа инвестиција, не можам ни да избројам колку сум дала, може и на 400.000 евра, може и на 500, и ридот го скинавме, и пошумивме, и го направив од стадо, го направив манастирот да биде сјајан и да личи како манастир. Го преземав на моја рака, откако добив пензија од 45 година, јас завладеав тука и не треба више никој да иде и да ме крадат. До сега сите ме крадеа, пара не останаа. Јас си го земав на рака, овие пари што ги заработувам од манастирот са малку, ама од мојот джеп јас си давам и понатаму. За да може да се успее до За да може да успеам, пошто сега иде и славата Свети Спас. Кога Еве е кумови славата се Свети пријавуваат, Спас? подкажуваат. Јас сум увек у Аха. А кога е Свети Спас? Свети точно? Спас е на 28-29 мај, сега уште 2 недели. И се припремам за 608 гости. Патот е кога добар. ќе речат, за патот ме интересираше. Беше пат кој што не чинеше, беше макадам, страшно не добар пат, некомотен. А сега еве дојдовме со колата, веќе се тампонира. Тоа е голем зафат. Патот е добар. Да. Јас си го темпонирам. Ми помогна едни фирми. Зачи имаш помош сега? Малку помош имав и тоа што остана од мој джеп. Го плаќам, ама важно патот се доврши за да можат да До 28 има мај ќе биде се во ред. све во Нели? ред ќе биде до дворот со колите. Да дојдат верниците, Да што дојдат повеќе. Очекувате ли верниците. многу верници? Очекувам над 600. Се Над 600 подготвивте гости. ли ќе давате ручек вечера? Вечера ќе Кажете. даваме грапче. Две вечери се во прашање, во така? четврток даваме јагниња, јанија, со компирчиња, мезе, салата. Како што е Секој ред. што ќе дојде верник и да се поклони, да запали свеќа и да дојде Тоа за си го здравје, за знаат они исцелување, сами. така. Се пошто е значајен овој манастир, кажете ми? Дали има лековита моќ? Сепак Свети и тој Спас дел, е кажавте многу нешто? леговит. Свети Спас е големиот светец, Така. што сите светци ги води, неговите ученици, и јас работам со Исус Христос, Пресвета Тројца и Пресвета Богородица. Ја работам и со другите, и Со помоќ нивна, нели? Со помоќ нивна и со арапските светци. Библијата ми е на руски, малку е кај мене измешано све, миш-маш, ама јас се снаоѓам. Така. Сега, И со да се нивната вратиме моќ. малку сегашност. Повели. Со нивната моќ му помагам на луѓето. Кои веруваат, кои не веруваат. Па, Може знаете не се што? сите до моја Друго рака, време, има друго време. има и Да. други. Има бајачи, има вражачи, има секакви, има и шарлатани. Точно. Само за пари да ти земат. Ама јас не вражам, не бајам, јас Со помош на лечам. Бога, Јас така ли? лечам. Сега, бидејќи тука сме, гледаме прекрасен амбиент. До каде дојдовте ве? До Свети Спас сигурно патот ќе биде готов. Но какви се вашите планови, кажете ми? По Што не Свети е Спас, завршено, конаците? по Свети Спас, кога ќе помене, планирано е таму да се направи една гаража, порта дрвена, Така. да се заличи малку зградата. Дали ќе го Да не биде цементирате голо. овој дел, платото? Овој дел е тампониран, а горе планирам да ставам уште неколку соби како конаци. Конаци. Тоа се исто конаци, има 5 соби таму за спиење. Почетокот, да. Почетокот има за спиење, манастирот има чардак и таму се спие, кои се болни сакат во црквата си преноќат за здравје. Тоа ми е во планот и малку по малку јас завршувам на крајот, староста ме навалува, до кога ќе бидам жива, ќе одржавам, не дозволувам виќе никој да стапне, ниту па динар да откради. Така и не треба. И не Ова треба, е Божи доста е. дом, Божи Доста храм. е. У мојот живот- Марија е расположена тука е секој ден.
Значи, може да замислите и коси треба ако треба, значи се толку е посветена на овој Божи дом. И верувам дека така и ќе продолжи. Се додека постои во неа желба, сила и Божја сила би рекле, да овдека сите вие верници да дојдете и да уживате. Ете и конаците ќе се направат, нели? И тогаш ќе можете и да преспивате о поголем број, што значи тука и ќе се поклоните, ќе запалите свеќа и ќе имате и здравје во онаа моќ која што ја нуди Бога преку Марија. Така ли е, Марија? Така е. Така. Сега, многу битно е, имате и кујна на тој дел. Ја сте Да, кујната е нова, за готвење. Тамо се готви, за славата. Ова како кога сакат некои да си прават крштевки, свадби, може слободно да си доваѓаат. Само свештениците не сакат овдека да венчуваат. Знаете што, јас мислам ако не венчаваат, овдека е Божјата иста милост. Госпа може да си прават. Јас не бранам на никој. Да, сигурно. Ниту па пари му барам. Но Свети Спас што е познат по лековитост? Има ли нешто значајно кое што Бог овде го со своите Божи раце правот на здравието го фрлил на еден начин? Свети Спас е многу јак. Ако Свети Спас, тоа е нашиот Исус Христос, ако Он рече дека не си до Него, значи не си до Него. Не си до Него. Ако си до Негова рака, ќе те преземе у своји крилја и ќе те излечи. Кога јас се излеков од дождовите капки, за друг немам што да речам, немам зборови. Така. Како е отворен манастирот, кажете ми? Како е отворен? Дали секој ден или пак? Манастирот е отворен, да речеме преку ден, преку два. Некој што сака цела ден тука да дојде со кола? Кој што сака, јас сум тука увек, број телефон постои тука напред на свечите, кога не сум тука си палат надвор свечи, кога сум тука си влегуваат натре. Така. Информации може да дадат, кога сакат, јас сум веќе овде. Така. Марија, вие се Вечно позната... се враќам така, тука, у роден во крај. Божиот дом и родниот крај, тоа сакав да кажам. Марија Везел е позната во светот, нели така? Затоа што кога е во Германија, тогаш од разни земји, јас сум сведок дека се јавуваат за своја Божја мака, нели, да може да најдат излекување, мир, совет, затоа што не може да дојдат во манастирот. За среќа, за љубов, за здравје. Значи сето тоа можете вие да го дадете на еден начин. Да. Колку Бог ќе каже, нели? Колку ќе ви дозволи. Колку ќе каже. Така. Јас не сум од оние вражачки, да вражам, да гатам. Јас може малку, јас работам на таро карти, јас сум таро. Таро. Така сте регистрирани во Германија? Да. Јас сум таро и таро картите ја кажуваат истината. И јас кога ќе ги отворам картите, му влевам во духот на човекот, да знам која ритуела е за него. Така. Пошто не се сите ритуели за секој човек. Некои се благодарни, некои не, али тоа зависи од нивната верба. Точно е. Ако немат верба во Бога, не треба ни да доаѓаат и ки Бога да барат лек. Така е. Дали, например, кога некој доаѓа од љубопитство, еви тоа го отворивме како пример. Да. Доаѓа од љубопитство, не верува во Бог. Доваѓа од Дали вие тоа го љубопитност. чувствувате? Јас го чувствувам, тој му го кажувам директно во очи. Ако не верува, нека оди на друго место. Нека оди по оджи, нека му зема 600 евра, нека одат по шарлатани, каде сакат. Сега со Марија многу долго разговаравме и мене ми беше необично и пред 20 и пред 10 години, нели? Да. Зборува дека јас го гледам и Бог и во сон ми доаѓа и разговарам со нив. Многу ми е необично во 22 веќе век да ова вие го раскажувате. Вие тоа го гледате и го слушате. Уште од 5 години. Од 5 години, од мала. Така. Имав големо искушение. Ви дојде визија? Како дете гледав, работев на 12-13 години, гледав на кафе. После работев со Свети Аранџел, една година на 17 години. Му изимавме душите на човеците. И тоа го прави? И тоа го правевме, пошто Свети Аранџел сакаше со него да работам. И јас се изгубив годината за 7 клас. Ја повторив и ми дојди преку глава, многу ми дојде и му откажав на него, ми се налути и ми рече со кој свет ти си одредена и сакаш да работиш.
И јас му велам, јас ке се одредам со Господ Исус Христос, Пресвета Тројца, Пресвета Богородица, тој малку ми се налути. Ние со светците сме како јас и ти, кога се караме, кога се смилуваме. Али преку сон ли е тоа или? И преку сон, Слушате звуци, и најаве. разговор? И кога сум сама, јас не сум сама. Никогаш. Никогаш. Бог е до вас, Бог е до мене. Света Тројица, така. Пред 2 години, Нова година, се ја дочекав тука сама, со моите светци. Сите на Оро се Одлично. фатија, Овде, у у манастирот. манастирот, браво. Немав ни струја, кило свечи запалив. Нова година сум ја истерала како никогаш. Така. Сите светци се фатија за Оро, сите со бело облечени, радосни, весели. Овака се терак. Така. Ми Може, велат Нова година. непојмливо е, почитувани гледачеви, и мене исто. Да, Морам малку е признам, необично, ама- Многу необично, но Ама, посветеността ваша е голема. Јас сум Морам една да кажам. обична и необична жена. Точно, точно. И јас кога сум со друштво, сум нормална жена. Ама кога сум со Бога, ја го менјам ликот. Ја не сум нормална жена. Така, така. На тој момент ја не Се знам што посветувате правам. на него, да. И јас работам свесно, несвесно, како они ќе кажат, така ќе биде. Значи ги слушате. И да биде, затоа се вели. И да биде. И увек, кога вели Господ, слушај ме ти мене, не слушај ги другите. Божи мои чеда, вие сте сите мои чеда. Мојот пат е многу тесен и трновит. Вие сега сте во пеколот, ама кога ќе си дојдете кај мене, ќе бидете во рајот. Ама ова искушение издржите го. Точно. Многу ми е мило, ние имаме многу да зборуваме на оваа тема, но овдека на овој амбиент, навистина поентата беше повеќе да се вратевме назад, но исто така и сега веќе при крај се работите, нели? Ова кога ќе се изгради комплетно, ќе биде уште поубаво место за одмор, за исцелување, нели, за здравје, се додека ја држат нозете и здравието. Да. Ќе биде она тука. Секогаш ќе ве пречека со насмевка и ќе ве пречека и ќе ве удоми на еден начин, а за свети спас секоја година, почитувани гледачи. Овде има не 500, многу повеќе верници доаѓаат. Сега верувам дека со овој пат Марија, кога ќе го асфалтирате, со сите сили што ги имате и желба и помош спонзорска, верувам дека тоа сето ќе ви се оствари. Ќе биде уште повеќе. Така. Само староста си иде, дали ќе можеме да издржиме. Дали на некој ќе го предадете или на Република Македонија? Нема на никој да го предадеме, си останува манастирот под црквата. Така. Јас додека сум жива, не дозволувам никој да се плетка тука. Така. И јас ќе го одржавам, а после мојата смрт, како знаат они, така. Ако ме држи добро меморијата, пред 10 години рече дека тука сакате да ве закопаат. Дали сум во право? Мојот споменик е горе, може секој да го погледне и да се снима. А кој е овој тука гроб? Тој е на синот мој. Ви почина синот? Син ми Пред колку почина години? на 34 години, пред 4 години. Не можевте да го спасите? Еве тоа прашање си го постават гледачите. Не можев да го спасам, тоа е Божја волја, Божја тоа е волја. искушение, тоа мора да го претрпиш. Бевте свесни, нели, дека така ќе И биде? јас го видов и погребот на син ми на сонот. И ми наредија да се облечам во бело, ама кај нас не е таква ситуацијата за во бело. Пошто они велат облечи бело, а не црно, оти му тежа на тој свет. На тој свет. Марија, имаме многу да зборуваме, нели? Вие сте извор на многу информации, еве Божји да речеме. Еден свет, ја отворивме вратата на еден друг свет, каде што сите ќе појдеме таму, нели? Зависи од Бога каде и како е напишано, судбински. Таа не е последна свадба. Да. Но да се вратиме тука, ве поканува Марија, повелете да дојдете секој ден, а посебно на Свети Спас. Уште еднаш. И на Мала Богородица, тераме слава на 21 септембар. Така. Ете, имате можност Ќе се две славички. Да. Свети Спас е голема слава, Мала Богородица ми е помалечка слава, пошто во манастир Свети Ѓорѓи е голема слава, уне година е па најđур, па ми бега таму повише луѓето. И ќе дојдете тука секако. Тие што се за тука, ќе си ги донесе Господ.
Уште една порака при крај на разговорот упатете до сите. Како што и во молитвата рековте, ова е Божји дом, ова не се само ѕидови, но тука е Божјата убавина, силата, милоста и тука треба секој да се преобрази, доколку направи лошо дело, доколку не верува во нешто, а здравјето веќе пропаѓа, може тука да дојде и да си најде свој Божји мир и дел од своето здравје кој го посакува. Повелете со пораката, Марија. Јас тоа го порачувам на верниците и неверниците да веруваат во Бога. Ако не веруваат во Бога, нема ни во куќата слога. Да. Бог е за нас сите овде и Бог на сите ќе ни помогне кој го поштува. Ако му го свртиш грбот на Бога, и тој ќе ти го сврти тебе грбот. Помош нема нигде да најдеш. Ако не веруваш, веќе си тргнал ти по ѓаволот, ама не по Божји пат, а да се окрениш по Божји пат е многу тежок пат. Тоа го реков, патот негов е трновин и тесен, ама колку веруваат луѓето, кои што имаат мака, ќе дојдат, ќе се помолат и Бог ќе му помогне. Кои не веруваат, искушенија ќе имат многу, луѓе имаат многу и од рдознало што доваѓаат кај мене, и што сакат да ги научам молитви да кажуваат. Тоа не се кажува. Или Бог ќе те одреди со моќ, или не. Благодарам, Марија, еве, ова е на крајот од разговорот. Верувам дека мојот камерман, прекрасниот Диме Стаменов, ќе ги направи тие инсерти и во манастирот, внатре, и надвор. И ова емисија ќе обогатиме на еден начин сликовито и за целата храброст Марија и сета финансиска своја што ја има, ја исцрпува, но никогаш од Бога не се откажала. И не се откажува од својата визија манастирска, свети спасе над неа, Света Тројца и сите Света Петка помагаат колку можат и така што Марија успешно еве 2 децении скоро овдека доаѓа со голема желба, со голема ризик да речеме, затоа што и по дожд, и по сонце, секогаш таа за своите верници од Бога го сака најдоброто. Овој Божји дом, повелете, секогаш посетете го. Тука Марија ќе ве пречека со својата насмевка, со својата упорност и со својата убава душа што ја има. И ќе ви помогне колку може со помош на Бога. Благодарам, Марија. Има многу да зборуваме, нели? Но сепак ова како почеток, мислам дека е добро, се приближува на 28 за Свети Спас, па ќе бидеме и тука колку можеме и уште еднаш ќе се видиме. И многу пати. Да, благодарам уште еднаш за посветеноста. Благодарам и на вас и ги поздравувам сите верници и неверници и ги поканувам да дојдат на слава, да видат што е Божји храм, зошто си бегаат од нашите Божји храмови, одат во Србија, одат таму, одат ваму, зошто овие убави, прекрасни, духовни места ги оставаат, секое петле пее на неговото боњиште, на своето место, а ние ќе одиме таму, ќе одиме ваму, ќе одиме кој знае каде. Таму нема лек да најдеш, леко твое е во твоето место. А парите ќе ги плистиш таму, ако треба тука спонзор да се даде, за тука е многу. Кога ќе кажам да се направи некоја вешта сила, нема вода. Вода увек има. Како може вода да нема? Вода нема природна вода, али вода за пиење, света вода имам увек. Цистерните вода се полни. Зашто не е потребна вода? Светата вода е најголемото богатство. Давате света вода, нели? На секој верник? И јас крстувам света вода и давам на секому. секому. Што помага светата вода? И веќе се запрашаат да ги гледаше светата вода, помладите. Светата вода е осветена од Бога. И Бог рекол, без вода и без сол не можеш да живееш. Солта и водата се најголемото богатство на човекот кој знае да ги искористи. Ако не знае, тогаш светата вода, например, дали може и барем така сум чула дека може и да се освети и домот, нели? Да не се чува во шише, но да може, нели, силата Божја да биде ни целиот дом. Јас само едно ќе кажам. Светата вода и солта најмногу ги чистат умовите.
Кој што знае со солта да работи и со водата, Помага значи многу. ќе му тргне све напред во животот. А кој не знае и кој нече да верува, не може. Така. Добро, Марија, многу ми е мило, така што верувам дека ова емисија ќе предизвика многу интерес. И верувам Дај дека Боже. да, уште едно прашање, многу се подготвувате за Свети Спас. Да. Многу ќе има тоа е на килограми месо, се што треба да се земе, тоа Све е ќе си голема, дојде на место. да. Многу ризично е тоа. Све на место ќе си дојде. Како Бог одредил, како Он захтева, така ќе си биде. Така и ќе биде. Јас сум у еден вид и машка жена, и нормална И Божја жена, жена, и Божја и се. жена. Слугинка сум му на Бога, тоа сум го дала завет, зарек. И ќе останам слугинка до последниот дих, додека ме држат нозите. Така. Јас овој манастир нема да го предадам на душманите. Ви благодарам, Марија. Премногу сте посветена. И семејството, сето тоа може она и далеко да биде од семејството, таа ги носи во своите срца. Но верниците и пред семејството на еден начин. Свети Спас е пред семејството. Затоа што знае и таа е веќе Божја мисија има и сака до крајот на животот да ја оствари со помош на Бога. Благодарам уште еднаш и на ова свето место. Бог нека помогне и на нашите кавадарчани, на сите кои што сакат тука да дојдат и да се го најдат својот Божи Нека и мир. младите повеќе идат, пола кавадарци не знае дека манастир постои, толку убавина, со зеленино, со Убав воздух, се убаво со тука. духовен воздух, да си ја смират психата, Точно е. со стресот. Овој народ е сет под стрес, Да. со нервоза. Необичен народ. Многу се измени народот у последно време. На сите му пожелувам да си дојдат тука да си го најдат мирот. Благодарам уште еднаш, Марија, се најдобро и со помош на Свети Спас ова место ќе оживее уште повеќе. Повелете дојдете, ќе биде многу убаво така да на сите Бог е над нас и верувам дека ќе ви помогне и вас. Уште еднаш се најдобро и повторно да се видиме, нели? Благодарам уште еднаш. Ми благодарам и на Бог е со нас. Да. Амин. Амин.